Манчев, претходно разговаравме во однос на целокупната состојба поврзана со безбедноста, но вечерва ја дочекуваме новата година. Конкретно кои се препораките од вашите совети до граѓаните? Да, како што можеме да забележиме, да превладува едно весело расположение, една новогодишна еуфорија, едно добро расположение и добро е тоа добро расположение да се задржи не само во текот на вечерта, туку и утре и задутре и во текот на целата 2019 година. За да биде тоа така, потребно е граѓаните да ја задржат свеста и разумот, особено кога станува збор за одговорното учество во собраќајот. Граѓаните се сеќаваат, не сакам да го нарушувам новогодишното расположение, меѓутоа неретко пред и за време на новогодишните прослави се случувале сообраќајни незгоди со фатални последици и токму затоа апелираме на внимателно и одговорно учество во собраќајот. Така споменавте и вие, не е поентата, нели, да се наруши всушност новогодишното расположение, меѓутоа и на нас како медиуми, а и на вас како Републички совет е почитувани важно да алармираме секако препораки до граѓаните, како што спомена и Манчев, да бидат совесни. Има ли некои статистики, господине Манчев, изминативе години, дали е зголемен или намален бројот на сообраќајни незгоди за новогодишните прослави? Податоците покажуваат дека традиционално во овој период од годината, во периодот на кога имаме продолжени викенди и пред се новогодишни празници, имаме зголемен број на сообраќајни незгоди. Да, само да ве прекинам, и викендов имавме голем број на сообраќајни незгоди евидентирани во билтенот на МВР. Според нашите податници, викендов се случија повеќе сообраќајни незгоди, каде што имаме 4 лица потешко повредени и за среќа немаме ниту едно лице кое што го загубило животот во сообраќајни незгоди во последниве неколку дена. Јас за оваа прилика сакам уште еднаш да апелирам до возачите, златното правило за вечери како ова и воопшто во сообраќајот е доколку возиш не пиеш, доколку пиеш не возиш. И не само тоа, апелирам до граѓаните да не дозволат од нивни блиски, другари, роднини, пријатели да управуваат моторно возило под дејство на алкохол и исто така да не дозволат да бидат возени од лице кое што е под дејство на алкохол. Фактот што се сообраќајни, фактот што се празници, фактот што имаме новогодишни веселби не им дава право на возачите да управуваат моторно возило под дејство на алкохол. Во такви прослави како што е вечерашнава, кај возачите се развива една психологија, една теорија на оправдување и се очекува една толеранција од страна на полицијата. Меѓутоа еве јас би го поставил прашањето што доколку се случи сообраќајна незгода, кој тогаш ќе биде толерантен и каква ќе биде таа толеранција доколку се случи еве да кажеме сообраќајна незгода со фатални последици. Затоа апелирам да се задржи паметот, да се задржи разумноста, да имаме една весела и убава атмосфера, меѓутоа никако да се управува моторно возило под дејство на алкохол. Да, сигурно дека ќе има засилени контроли секако на полицијата, односно нели припадници на Министерството за внатрешни работи. Господине Манчев, неизбежно е во нели на овој ден да ве прашам вашите очекувања за следната година. Секако што се ќе се превзема дополнително за што поголема безбедност? Тоа е во делот нели на вашето професионално искуство, меѓутоа би ве запрашала и вашите лични очекувања. Најпрво им посакам на сите граѓани среќна и успешна нова година, добро здравје и успех во следната година. Им посакувам на професионален план сите да ги остварат своите очекувања. Исто и јас лично очекувам нели да продолжиме успешно да работиме и да бидеме пред се здрави и живи сите. А понатаму што се однесува до безбедноста во сообраќајот, јас лично посакувам да нема ни една жртва во сообраќајни незгоди, колку и тоа да звучи утопистички. Сепак нашата цел е да се бориме што помалку жртви на патиштата, еден живот да спасиме повеќе, тоа секако е голем преднос. Најмногу од се, посакувам да имаме успешна година во сите области, а посебно во безбедноста во сообраќајот. Ви благодариме за ова ваше гостување, господине Манчев, и препораките и советите кои што ги испративте до граѓаните за новогодишната ноќ и секако среќни празници од нас, од Едентова. Да, се враќаме повторно назад во отвореното студио, почитувани за кратко правиме кратка пауза, па одиме на следниот гостин.
Се враќаме назад во ова отворено студио, ова новогодишна еуфорија на градскиот плоштад. Еве, одлучивме да му го земеме барем малце дел од времето и на Алвин Салимовски од Roma Rock School. Алвин, пред се ти благодарам што одвои време за да бидеш со нас овде на плоштадот. Ви благодарам на поканата. Roma Rock School, тоа е една успешна приказна која што еве ние сакаме да ја прикажуваме на медиумите, особено затоа што почнува како еден бенд кој што произлегува од училиштето. Меѓутоа не од оние бендови кои што за себе има една огромна продукција која ќе договара концерти и слично. Што е оно што сега Roma Rock School го прави? Значи ние почнавме со еден пилот проект кој траеше 3 месеци и завршивме со завршен концерт во Маракана. Сега во моментот имаме проект кој трае 2,5 години, официјално започна во јуни 2018 и ќе трае до декември 2020 година. Во овој проект се вклучени 3 музички училишта: Митровица Rock School од Косово, Roma Rock School од Скопје и Enterprise од Скопје, заедно во соработка со Musicians Without Borders од Холандија и Rock Academy од Холандија исто. Во Roma Rock School имаме настава по секој инструмент, значи имаме 7 предмети кои се одржуваат. Секој дете има можност да го слуша својот предмет 2 пати неделно, плюс како задолжителен предмет теорија на музика и солфеж. Нормално имаме и бенд секција каде што децата заедно со професорите вежбаат песни. Во моментот имаме подготовка на авторски песни и така. За волја на вистината, јас и Алвин сме се слушнале неколку пати досега на телефон, сме се договарале да направиме некаков разговор. Ние Roma Rock School на еден начин ги имавме во нашето студио, барем во телевизијата. Имавме прилика, граѓаните исто така имаа прилика да се запознаат што значи тоа. Во моментов позади нас идат некои звуци од оваа прослава, новогодишна прослава со Аки Ракимовски. Дали Roma Rock School еден ден ќе може на ваков начин толку граѓани да може да ги слушаат на една главна манифестација? Па искрено да ви кажам, тоа ни е и една од целите на Roma Rock School, да собереме колку што можеме повеќе публика. Талентот на дечињата е огромен. Значи се работи за деца од 13 до 17 години кои добиваат бесплатно музичко образование и огромен е талентот. Јас се надевам дека еден ден ќе можеме да одржиме еден огромен концерт каде што ќе можат сите да не слушнат. Интересното е тоа што ние правиме познати рок кавери и вметнуваме ромски традиционален мелос. Во проектот се вклучени не само роми, туку се застапени повеќе националности. Албумот до каде? Значи во моментот имаме 2 спремни песни. Во проектот треба да ни се опреми и студио, музичко студио. Откако интересното е тоа што дечињата сами ја прават музиката и сами ќе треба да добијат обука за саунд инженеринг и ќе треба сами да го снимаат албумот. Се надеваме дека оваа година ќе биде спремен албумот. Алвин, бидејќи сме во новогодишна еуфорија, за крај општо човек на човек, каде вечерва? Вечерва во домашна атмосфера, бидејќи сме со мали дечиња и не можевме да се организираме, остануваме оваа година дома. 2019 ќе биде подобра, ќе биде полоша од 2018 или? Па се надеваме да биде многу подобра, нели? Така. Добро, јас овде ќе ти се заблагодарам затоа што одвои време на овие веќе и минусни температури овде на градскиот плоштад. Ние почитувани нема вака да завршиме, ќе завршиме малку нетипично. Зошто? Затоа што по овој разговор, иако е неповрзано, јас ќе
ви го представам прилогот на колегата Зоран Василевски, кој што на некој начин ние како што милуваме да кажеме, тој е нашиот известувач од зоолошката градина. Нас не интересираше како и на кој начин животните ќе ја поминат ова вечер, односно овој транзит од 2018 во 2019 година. Во продолжение Зоран Василевски и неговиот извештај и неговата репортажа од зоолошката градина. Се наоѓаме пред Скопската зоолошка градина, овде после мене се два прекрасни слона, а инаку иде Дедо Мраз и да го прашаме што ќе мрзе животните токму заедно оваа година. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. Для вас што ќе им донесеш на животните во Скопска зоолошка? На животните ќе им донесем многу храна и внимание од децата во идната година. Браво, дојде сами или со... Не, дојдов со моите пријатели од негови дечиња од дека, од проектот Среќа, Подари Среќа. И ете така ние се забавуваме овие денови, си делиме подароци за умните деца кои биле оваа година и тие сите што ќе ветат дека ќе слушаат, дека ќе учат, дека книгите ќе си ги редат и играчките на место свое. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Тина, туку што им направивме новогодишна елка на слоновите. Да, денеска од рано наутро колегите Виктор и Бојана решија да им направат предновогодишно изненадување на Дуња и на Даела. Како што имаме тука многу дечиња денеска кои што ќе се добијат подароци кои што се дрне во зоолошката, така и за двете слоници. Решивме да им направиме нешто интересно пред нова година и видовте дека веднаш ја уништи елката. Беше многу убава. Да, беше многу убава. Банани, јаболчиња, морковчиња, лепчиња, па дури и кутиите гелат бидејќи тоа нели направено од дрво, така да за нив ова е еден екстра оброк. Да, не им е ладно? Не, за кратко излегува така кога има малку сонце, кога е пубаво времето, кога не е минусни температури, сакаат да излезат малку, бидејќи тие живееле претежно во Германија, во Шведска и во Норвешка, така да мислам дека се навикнати на вакви температури. Кажи ми, новогодишни празници зоолошката ќе работи? Да, зоолошката работи 365 дена во годината. Дури се случува за 1 јануари дека да доаѓаат многу луѓе, исто така и на 31 не прашуваат многу луѓе дали ќе работиме, па еве за секој што сака да дојде, да, ќе работиме. Работите турбо. Турбо. Зима, ладно, Скопје. Има животни екзотични од цел свет, како ги се држите за нив? Па мора пред се да има во секое живеалиште парно и тоа не само класично парно, туку имаме и... Имате за нова година парно? Да, секако имаме постојано, значи имаме и клима, и подно грење, ете ги се искара малку за елката, за тортата. Да, значи има различни видови на грење во секое живеалиште, температурата треба да биде околу 22 до 23 степени, се проверува тоа секое утро колка е температурата. За оние нели животни кои што се лавовите, жирафите, потоа имаме нели малечки животни кои што мора да бидат во терариум на топло, така да за сите се е обезбедено. Се плашат од петарди? Па, тој проблем како го решават? Па да, како и секое животинче, нели апелираме да луѓето да не фрлаат петарди бидејќи мачињата
кучињата на улица се плашат, нели знаеме колку годишно животни умираат од срцев удар поради страф од петарди и се надевам дека оваа година вистина нема се пукат многу петарди во гномете. Како имате тој проблем решен? Па навече за нова година се прибрани во внатрешните живеалишта, така да мислам дека тоа е најдобар начин за справување со таа непогода, затоа што навистина кај нас многу лоша навика е тоа фрлање петарди. Кажи ми за нешто ново после 2019. Па тука во позади живеалиштето на Дуње Дејла, односно кај што стоиме јас и ти се наоѓа нели живеалиштето на Коко, шимпанзото кој што знаеме дека се враќа, да, и бевме после 9 години се враќа во Скопје. Имавме колешка која што беше на обука во Холандија, во прифатилиштето за шимпанза, да, го виде, беше таму на обука, ги запазни неговите другари. Сега ќе одат уште двајца наши вработени на обука таму за да се запознаат со работата на центарот за шимпанзата, како треба се грижат овде за нив. Мислам дека сме подготвени многу, имаат прекрасно живеалиште, така да би требало после нова година Коко да пристигне. Он не доаѓа сам, доаѓа со друштво. Да, доаѓа со две женки и уште еден другар. Сега не знам име на една од нив, мислам дека е малце постара. Јас се зафркавам дека колку е Макрон, а таа е неговата сопруга. Би требало да сите четворица добро се сложуваат веќе од Холандија, така да мислам дека и тука многу добро ќе се снајдат. Години направи Коко? Коко, значи ако отишол пред 9 години, околу 19-20 години има Коко. Тинеџер, нели? Да, тинеџера, во најубави години е сега Коко. Кој животно бара екстра нега во зоолошка? Па сите животни се захтевни сами по себе, сите си имаат, например Дуње Дејла најмногу нега бараат, бидејќи на нив им се прави маникир и педикир. Виктор, Бојан, Кристијан и Војо дефинитивно најнапорно работа со слоновите. Исто така сите оние покрупни животни бараат голема нега, како нилскиот коњ Буца кој што го запозна, жирафите, лавовите, тигрите, значи сите. Сега сме кај жирафите, фотографите што го свртаа светот за негователот, како беше името? Риста. Со Риста. Кој е следен? Па не знам, имаме... Станаа светски звезди. Па сега имаме нова звезда, Ага, нели беше дел од вчерашни во улогата на Томе со Маријан Стојановски, не знам дали го гледаше прилогот, да. Сега Ага ни е најголема звезда во моментов, луѓе доаѓаат да го бараат Томе на Маријан. Кажуваме дека тоа не е Томе, тука сум актер. Томе на Маријан. Да, Томе на Маријан е во зоолошка. Томе е? Томе е папагалот Ага, какаду, белиот какаду, кој што беше дел од прилогот со Маријан, кој што знам дека беше да, што избега. Па не избега, не го тука во зоолошка, кој сака може да дојде да го види да се фотографира со Томе. Фала ти. Фала и на вас. Среќна нова. Среќна нова година и се надевам дека идната година 2019 ќе биде уште поуспешна за зоолошката. How I'll hate going out in the storm, but if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Искористете го неверојатниот празничен бонус од 16.000 денари и одберете го вашиот 4K Samsung телевизор со Blue Air прочистувач за воздух по одлична цена.